Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што ова вечер ќе слушаат емисијата Гласот на вистината. Навистина мене ми е мило и драго уште еднаш во текот на оваа година да можеме се разбира да го слушаме Гласот Божи, да ја слушаме вистината. Затоа што Библијата зборува дека само Исус е вистината. И затоа оваа вечер ќе го слушаме неговиот глас, како што многу пати велам дека е потребно и клучно и многу важно да се слуша Божиот глас. Само така ќе можеме да бидеме дел од Царството Божјо. Библијата зборува дека Бог ги благословува понизните и послушните и дека Тој се грижи за нив. Ова вечер повторно ќе зборуваме за исклучително многу важна тема, а тоа е всушност Христовото воскресение. Дали навистина е важно Христовото воскресение? Всушност, дали навистина Исус Христос воскресна? Тоа е нашето прашање врз сите овие серија предавања кои што ги имаме. Се надевам дека оваа служба ќе биде можеби последната служба, всушност последната емисија за која што ние ќе зборуваме по прашање на Христовото воскресение. Дали навистина Исус Христос воскресна од мртвите? Дали е важно и дали е вистинито? Се надевам дека со текот на самите емисии кои што ги имавме, го задоволивме вашиот апетит и се разбира дека многу повеќе дознавте за Христовото воскресение. Всушност, на сите овие прашања кои што беа поставени, се надевам дека дадовме одговор преку Светото Писмо. Ако се уште некој не ја слуша оваа емисија, всушност оваа предавање по прашање на Христовото воскресение, можат во емисијата Гласот на вистината да влезат на YouTube каналот и можат да ги слушаат сите предавања по прашање на оваа прашање Христовото воскресение. Ние зборуваме, како што реков, за една исклучителна, многу важна тема, за која што Библијата ни зборува и ни дава одговор по оваа прашање. Дали навистина Христос воскреснал од мртвите? Што ни зборува Светото Писмо за воскресението на Господ Исус Христос? Видовме всушност неколку примери во минатата емисија, но исто така видовме и бевме запрашани дали Исус го предскажа своето воскресение. Покрај тоа што во Стариот Завет Бог преку пророците им зборувал за Христовото воскресение, дека една ден Месијата ќе дојде на овој свет, ќе биде измачуван, камшикуван, исмејуван, исплукуван, и на крајот ќе биде распнат на крстот како разбойник, но меѓутоа на третиот ден Бог ќе го воскресни од мртвите. Потоа видовме дека во Новиот Завет на неколку наврати Исус им зборуваше на толпата народ. Исто така Исус им зборуваше на своите ученици дека тој треба да пострада, да биде распнат, да умре на крстот и на третиот ден да воскресне. Потоа исто така Исус на самите вероучители во тоа време кои го движеа народот Божи, всушност Израел, затоа што во тогашно време кога Исус дојде на оваа земја, Божиот народ Израел беше под окупација на римјаните. Беше Римското царство на власт. И тој исто така им зборуваше дека ќе воскресне од мртвите. Во една случка Библијата не опишува како тие верски водачи кои Исус ги нарекува лицемери или гробови врсани, го прошуваат или му бараат всушност знак. А тој им вели дека никаков знак нема да му се даде, освен знакот на Јона.
Ова, како што минатиот пат кажав, е една старозаветна книга, која зборува точно за Јона, дека Јона беше во утробата на рибата 3 дена. И Исус точно му ја спомнува книгата на Јона, дека и синот човечки ќе биде во утробата на земјата 3 дена, а потоа и ќе воскресне. За да некој воскресне од мртвите, мора прво да умри. Библијата учи дека Христос умре. И тоа ние уште го видовме уште минатата емисија и дадохме неколку факти кои што се од Стариот па и од Новиот Завет. И потоа Библијата вели, ако Јосиф и Никодим, кои беа тајни ученици на Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител, а дел од Синдрионот или пак од делот на тие вероучители по законот фарисеи, беа тајни ученици. И вели, беа тие кои одлучија да појдат кај Понтије Пилат и да го побараат телото на Исуса Христа и да биде, се разбира, погребано или ставено во таа пештера. Ако Јосиф и Никодим го забележаа тоа, дека Исус дека не е умрен, тие дали всушност ќе го положеа во гробот. Се разбира, немаше да го направат тоа. Еден историчар од вториот век по име Игнатий вели вака: Исус во време на Понтиј Пилат беше распнат и умре. Тој вистински, а не само навидум, беше распнат и умре и пред очите на небесните и земните и подземните суштества. И тој после 3 дена воскресна од мртвите. Исус воскресна во првиот ден од седмицата, а тоа е всушност недела. Библијата повторно ни открива дека Христос воскресна според писмата. Во Лукиното Евангелие ќе отвориме последната глава, всушност тоа е 24-та глава, еве што ни вели Словото, се разбира, Господово. Па им рече: ете, тоа е она зашто ви зборував уште додека бев со вас, зашто требаше да се исполни се што е напишано за мене во законот Мојсев и кај пророците и во псалмите. Тогаш ќе им го отвори всушност умот за да ги разберат писмата, па им рече: така е напишано и така требаше да пострада Христос и да воскресне од мртвите од, се разбира, од третиот ден. Потоа Библијата ни зборува во Дела апостоли, ќе отвориме заедно Дела апостоли, 70-та глава, 3-тиот стих. И еве што ни вели Словото Господово. Тој им ја објаснуваше и докажуваше дека Христос требаше да пострада и да воскресне од мртвите и дека овој Исус, кого тој има го проповедено, е и Христос. Ќе отвориме исто така во Евангелието на Јован, 20-та глава, 9-тиот стих. Еве што ни вели Светото писмо. Зашто уште не ги знаеа писмата дека тој треба да воскресне од мртвите. Значи, уште не ги знаеа писмата, се мисли на учениците дека тој треба да умре и на третиот ден, се разбира, да воскресне. Христовото воскресение не ослободи од осудата заради нашите, се разбира, гревови. Ние можеме заедно да отвориме во Прва Коринтијаните, значи можеме заедно да отвориме во Прва Коринтијаните, ако некој со себе си има Библија, може да отвори во Прва Коринтијаните, 15-та глава, 70-тиот стих. И еве што таму ни зборува, се разбира, апостолот Павле.
всушност кој изборува на коринтјаните точно по прашање на Христовото воскресение. И тој им вели вака: ако пак Христос не воскреснал, напразно е вашата вера. Вие се уште си останувате во своите гревови. Потоа читаме во Библијата дека Христос воскреснал и тоа е доказ дека Исус е Син Божи. Еве ќе отвориме, се разбира, во Дела апостоли, значи повторно ќе отвориме во Дела апостоли, ќе отвориме 13-та глава. Значи Дела апостоли, 13-та глава, ќе читаме од 33 па се до 35. Како што е во вториот псалам напишано: Син си мој, денес те родив јас. А дека воскресна од мртвите и дека веќе нема да се враќа во распаѓање, рекол вака: Ке ви дадам сигурностни ветувања, дадени на Давид. Затоа и на друго место зборува: нема да допуштам твојот светец да види, се разбира, распаѓање. Ќе отвориме во Римјаните, значи можеме заедно да отвориме во Римјаните, ќе отвориме првата глава и ќе го прочитаме 4 стих. Повторувам. Римјаните, првата глава, ќе го прочитаме 4 стих. Само сакам да кажам за ова послание, му е препишано на апостолот Павле, иако го пишува, се разбира, Терцие, но сепак Павле е тој кој што диктира. Значи, Римјаните, прва глава, 4 стих, вели: одреден како Син Божи во силата по духот на светоста, преку воскресението од мртвите, Исус Христос, нашиот Господ и Спасител. Еве што Библијата, се разбира, ни зборува на сите нас. Како заклучок на оваа тема, еве што вели: Христос воскресна, ни дарува живот вечен. Но Христос воскресна од мртвите. Тој стана прв или прва плод од големата жетва на сите што ќе бидат воскреснати од мртвите. Како што смртта дојде на овој свет преку еден човек, Адам, така преку еден човек дојде воскресението на мртвите, имено преку Христос. Како што сите умреа поради нашата поврзаност со Адам, така и сите што се поврзани со Христа повторно ќе оживеат. Но според утврдениот ред, прво воскресението на Христа, а потоа, кога тој ќе се врати, ќе воскреснеме како Христови следбеници. Нека Христос воскресне во нашите срца. Амин. Во Откровение 3:20 се вели: еве јас стојам пред вратата и тропам. Ако некој ме чуе и ми отвори, јас ќе влезам во него или во неговиот дом и ќе вечераме заедно како пријатели. Амин. Имајте убава благословена вечер. Се надевам дека сите овие серија предавања помогнаа повеќе да разберете за Христовото воскресение. Христос воскресна и нема сомнение на сето тоа. И тој е жив дон денес. И ги има клучовите на адот и смртта. И тој се очекува повторно да дојде на овој свет како судија кој е спремен да им суди и на живите и на мртвите. Имајте пријатна и благословена вечер. Се разбира до наредната емисијата Гласот на вистината. Господ нека биде со сите вас. Чао!